Добра вечер, почитувани гледачи. Вие сте на програмата на КТВ во продолжение емисијата ТВ Објектив. Овој ТВ Објектив ќе го посветиме на работењето на Министерството за труд и социјална политика, сите новини кои произлегуваат од овој ресор и се она што граѓаните ќе добијат. Министерството за труд и социјална политика е доста актуелно во последниот период и околу финансиската поддршка која што се исплаќа на социјално ранливи категории граѓани, меѓутоа околу пензиите, новата методологија, новото покачување, минимална плата и така натаму. Имаме чест наш гостин во студиото да биде министерката за труд и социјална политика, госпоѓа Јованка Тренчевска. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата да бидам дел од вашата телевизија, од вашата емисија и да зборуваме за се она што е актуелно во Министерството за труд и социјална политика од интерес на граѓаните. Еве оваа прилика во Кавадарци ја искористивте да се дружите со луѓето од третата доба, имавте прекрасна дружба, меѓутоа ги посетивте и децата од мал групен дом. Како еве помина оваа дружба во Кавадарци? Годината не заврши со комуникација и содружење со најмалите, со децата, а новата година не започна со дружби со највозрасната наша генерација, наши сограѓани, тоа се пензионерите, и денес бевме на дружење во очи на Стара Нова година со пензионерите, организиравме бинго со награди, се во улога да имаме убава, пријатна дружба со пензионерите. Позборувавме и за сето она што го работиме како Министерство за труд и социјална политика, како влада, а е во интерес на пензионерите, поголемите пензии, други барања кои што имат, што е во рамки на можностите на Министерството, за да можеме да започнеме и оваа година со нови активности за подобрување на квалитетот на живот на нашите највозрасни и најмудри сограѓани, тоа се пензионерите. Токму и наредното прашање му е околу пензионерите, пензиите, новата методологија која што се утврди и се внесоа реалните трошоци на живот во покачувањето на пензиите. Сега на овој начин некако се избегнува на политички предизбори да се покачуваат пензии, да им се додворувате вие политичарите на пензионерите. Значи сега согласно трошоците на живот ќе растат и пензиите. Ајде ве конкретно да кажеме кога може да очекуваат ново покачување пензионерите согласно оваа нова методологија. Многу е важно кога креираме политики да градиме системски решенија. Популизмот не е карактеристика на оваа влада, популизмот беше карактеристика на владите до 2017 година, односно од 2006 до 2017 имаше многу популистички мерки кога различни целни групи, вклучително и пензионерите, беа користени предизборно, што лично за мене е многу лицемерно. Вие да имате комуникација со граѓаните само пред изборите и со разни популистички мерки еднократно да им давате некаква помош. Тоа не е градење на систем, тоа има резултат на краток рок. Како човек кој што долги години, 20 години работам во Министерство за труд и социјална политика и сега сум во улога на министер, многу е важно да имаме политики кои што значат системско решавање на одредено прашање. Така е и со решавањето на зголемувањето, односно согласувањето на пензиите, кое што го донесовме во 2022 година со новата методологија. Сушност, со новата методологија, секоја година, два пати во годината, со мартовската и со септемвриската пензија, секој пензионер од вкупно 330.000 пензионери ќе добие осогласување на пензијата, односно ќе добие поголема пензија согласно 50% пораст на трошоците на живот и 50% пораст на просечната плата. Значи, согласно податоците од Државниот завод за статистика,
ќе ги добиеме сега на крајот од февруари за овие параметри и ќе знаеме колку ќе изнесува процентот на пораст на пензиите за сомартовската пензија. Ние во 2022 година имавме покачување, усогласување, многу од нашите политички опоненти велат ова не е покачување, ова е усогласување. Да, ова е усогласување кое што доведува до покачување на пензиите, до зголемен износ на пензиите. Значи, и во 2022 година имавме покачување на пензијата на секој пензионер околу 10%, со тоа што во март очекуваме најмалку 5% да бидат покачени пензиите, најмалку 5 или 6% ќе бидат, значи имаме за една календарска година покачување на пензиите од 16%. Тоа е историско покачување затоа што никогаш досега во историјата на нашата држава пензиите за волку краток период не биле покачени 16%. Плюс што имавме во март, април и мај со првиот пакет на антикризни мерки за секој од пензионер, од 330.000 пензионери, секој пензионер доби 3 месеци по 1000 денари дополнителен приход во своето семејство, значи дополнително 3000 денари финансиска подршка од владата. И ова е сега во март, со исплатата на пензијата во март, тоа е на крајот на март, затоа што со од ковид наваму имаме предвремена исплата на пензиите, на крајот на март кои ќе ги добијат нашите сограѓани пензионери своите пензии, ќе им бидат зголемени согласно новата методологија и овде ќе ја почувствуваат ова користа од новата методологија, позитивните ефекти од новата методологија, меѓутоа во септември, со исплата на септемвриска пензија, оние ќе имат повторно покачување, исто најверојатно ќе биде во рамките на онаа што беше и лани во септември и сега во март, значи ќе дојде за година и пол да имаме покачување од 20% на пензиите. Она што пензионерите со пониски пензии забележуваат е тоа дека многу високо растат високите пензии. Ке се работи ли нешто тука да овие најниски пензии допрат до некое ниво кое што е, нели, подобро и поблизу до највисоките? Така, завчера имавме средба со Сојузот на пензионери, со извршниот одбор што имаме Сојузот на пензионери, заедно со премиерот и јас како министерка за труд и социјална политика и зборувавме за реалните проблеми и потреби на пензионерите, доставија барања за сето онаа што смета дека е можно да се направи во наредниот период и меѓу другото зборувавме и за да отпочнеме да разговараме со Сојузот на пензионери, кој што се наш стратешки партнер, за минимална пензија. И да знаеме, да разговараме, да дојдеме до одредено решение, исто како што и направивме со минималната плата, да имаме и законско решение за минимална пензија. Во однос на она да растат сите пензии, да не растат подеднакво, се судираме со уставноста, затоа што се работи за 50 луѓе кои што имаат највисока пензија во државата. И тоа се наши сограѓани кои што со години биле на одредени позиции или во приватниот сектор, менаџерски позиции, најчесто се од приватниот сектор, во банкарството, во IT технологијата, значи во IT фирмите, и тоа се многу мал број на луѓе. И големината на пензијата зависи од тоа колку ти во твојот работен век си контрибуирал во фондот за пензијско, значи зависно од платата и должината на стажот што си ја имал. Најчесто ниските пензии се со стаж од 15 до 20 години. Високите пензии од просечните па нагоре се пензионери кои што имале работен век 35-40 години. Колку е твојата контрибуција во пензијскиот фонд, толку добиваш и ти. И тоа е праведно. Се друго било уставно, спротивно на уставот, ќе го прекршиме уставот и ќе одлуката ќе биде не ќе биде поништена од уставниот суд доколку направиме некаква дискриминација во однос на пензионерите со пониска пензија да добиваат повеќе покачување. Имавме таква одлука 97 која беше поништена од уставниот суд.
така да ќе одиме нешто што е во рамките на законот и на уставот, но да ги допреме и оние пензионери кои што имаат ниски пензии, да знаеме. Ова е границата под која што нема да има пензија во државата. Подршка за ранливите категории граѓани веќе втор месец се исплаќа поради енергетската криза. Опфатени се пензионерите, повеќе категории на граѓани од ранлива средина. Ева овој месец пензионерите некако негодуваа бидејќи некои доби овие пари со пензиите, се исплатија на 12 јануари. Ќе продолжи ова како што се најави, 4 месеци ќе се исплаќаат, кои се опфатени и еве, има еден транспарентен начин на распределба на овие средства. Министерството јавно ги објавува сите оние граѓани кои што добиваат подршка. Така, ова е втор пакет на антикризни мерки во кој што се опфатени околу 200.000 граѓани кои што се со ниски приходи во своите семејства, односно еден дел се приматели на правата од социјална заштита и дел се пензионерите со ниски пензии до 14.000 денари кои што земаат пензија и оние граѓани кои што земаат надоместок по однос на Законот за материјално обезбедување, односно стечајните работници. Во делот на примателите на граѓани кои што ја примаат оваа финансиска подршка, а се приматели на некое право од социјална заштита или од детска заштита, се лицата со попреченост, децата кои што го примаат посебниот додаток, односно децата со попреченост до 26 годишна возраст, самохраните родители кои што примаат гарантирана минимална помош, нашите сограѓани кои што се со тешка здравствена состојба и имаат траен наод за правото на помош и нега од трето лице, како и пензионерите кои што имаат пензија до 14.000, односно овде имаме две групи на финансиска подршка. Имаме пензионери кои што примаат пензија до 11.525 денари. Тоа е минималната пензија, најниската пензија, и пензионери кои што имаат пензија од 11.526 денари до 14.000 денари. Зависно, значи, првата група на пензионери до 11.525 денари примаат 4 месеци по 1.500 денари дополнително на своите трансакцијски сметки, а пензионерите кои што примаат пензија до 14.000 од 11.526 денари до 14 примаат секој месец по 750 денари. Од декември, јануари, февруари и март ќе им бидат исплаќани на 12 во тековниот месец, ќе им бидат исплаќани ова финансиска подршка и се со цел да се направи разлика помеѓу правото кое што го прима граѓанинот и финансиската подршка. За да можеме процесот да биде транспарентен, да можат граѓаните да имаат повеќе информации дали се вклучени или не се вклучени во оваа финансиска подршка, ги објавуваме списоците на петиот ден во тековниот месец. 3 дена се на веб страниците на институциите каде што го примаат правото, дали е тоа Министерство за труд и социјална политика, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување или пак Агенцијата за вработување за стечајните работници, затоа што тие на доместо го примаат од АВРМ. 3 дена стојат на овие веб страници, граѓаните може да проверат дали се на списокот и доколку не се сметат дека го остваруваат правото за да оваа финансиска подршка, поднесуваат приговор. После третиот ден списокот се брише од веб страниците со цел заштита на личните податоци на граѓаните и се отпочнува со разгледување на приговорите, прифаќање на она што е во рамки на законот основано и исплата на финансиска подршка на 12, најкасно до 12 во месецот. Пензионерите негодуваат затоа што во декември месец Фондот за пензиско им ги исплати во моментот кога се вршеше исплата на пензиите. Им било така полесно, меѓутоа законот вели
донесовме посебен закон за финансиска поддршка и законот вели дека треба да се остави простор за приговор, дека треба да биде транспарентност, да има во објавувањето на списоците. Сега во јануари затоа ја коригираа оваа своја грешка Фондот за пензиско и ја исплатија и тие вчера финансиската поддршка. Значи сега и во февруари и во март нашите граѓани кои ги примаат овие права, ќе си ги примаат, ќе примаат својата финансиска поддршка. Имаше покачување од 15% на посебниот додаток, меѓутоа усогласување имаше на надоместоците и за другите корисници. Што се случува и дали со новите статистички податоци околу растот на цените ќе има и ново покачување за овие права од социјална и детска заштита за 23 година? Така е. Затоа и реков, треба да има систем и на која се работи и за платите, и за пензиите, меѓутоа и за правата од социјална и детска заштита. Со законот за детска заштита, измените во 2019 и со новиот закон за социјална заштита е предвидено правата од детска заштита и правата од социјална заштита во секоја година да се усогласуваат со трошоците на живот, односно со инфлацијата. Податоците за 2022 година, согласно објавени од Државниот завод за статистика, велат дека инфлацијата во 2022 година била 14,2%, што значи дека сите права од социјална заштита и сите права од детска заштита ќе бидат усогласени со јануарската исплата на правата, односно за месец јануари што ги добиваат на почетокот на февруари за 14,2%. Што значи секое право, дали е за гарантирана минимална помош, дали е за правото на попреченост, дали е за посебниот додаток кај децата со попреченост, дали е за детскиот додаток, за образовниот додаток, за додатокот за трето дете. Се она што значи право од социјална и детска заштита ќе бидат повисоки за 14,2%. Еве, например, за правото за детски додаток на дете кое што е на училишна возраст, сега со исплатата во 2023 година ќе изнесува 1433 години. Посебниот додаток за децата со попреченост до 26 годишна возраст ќе изнесува основната категорија, ќе изнесува 7046 денари, за самохран родител кој што има дете со попреченост ќе изнесува 10568 денари, а за оние наши граѓани кои што примаат гарантирана минимална помош и имаат дете со попреченост кој што прима посебен додаток, додатокот ќе изнесува се 8806 денари. Значи со покачувањето во ноември и декември што беше од 15%, сега имаме уште 14,2%, значи за неполни 2 месеца имаме 30% зголемување на правото на посебниот додаток. Понатаму се зголемува и еднократната парична помош за новороденчиња, што ги даваат преку центрите за социјална работа, додатокот за образование се зголемуваат исто и гарантираната минимална помош, исто за 14,2%, и зависно од бројот на членови во семејството, состојбата во семејството, значи дали имаме лица со попреченост, дали имаме возрастни, така и ќе се пресметува секое коефициентите се зголемуваат за 14,2%. Значи некаде основицата ако била во 2022 година за гарантирана минимална помош 4211 за еден член, па понатаму се надградува согласно бројот на членовите во семејството, сега зголемениот износ на основицата е 4809 денари. Значи социјалната пензија за оние наши сограѓани на 64 годишна возраст што не оствариле право на пензија, па имаат социјална пензија, се зголемува од 6300 денари на 7214. Речиси за 1000 денари се зголемува, треба да споменеме дека и примателите на социјална пензија се дел од финансиската поддршка на владата, а пак примателите на гарантирана минимална помош од месец октомври до месец март примаат дополнително 1000 денари за да можат да си ги платат енергенсите кои што ги користат во зимскиот период, и на ова дополнително ќе имаат уште 900 денари, 1000 денари покачување зависно од
Опозицијата на ова ќе рече сето ова не е покачување, ова е само усогласување со трошоците на живот. Да, не е покачување, тоа е согласување, но меѓутоа значи повеќе пари во повеќе приход во семејствата. И кога имаме, и затоа велам дека е систем, кога имаме поголема инфлација, имаме и поголемо покачување. Кога имаме помала инфлација, имаме помало покачување. Коефициентот не е од желбата на премиерот и на актуелната власт, значи системски. Абсолютно. Не треба ниедно право да зависи од политичка волја или од политичка гарнитура. Треба да се гради систем, да не се оди на популистички мерки, да се гради систем кој што ќе значи повеќе приход во семејствата, повеќе права за граѓаните, кои што нема да зависат од политичка волја на владеачката гарнитура. Нити од премиер, нити од министер за труд и социјална политика, туку ќе си имаме систем кој што ќе си се почитува и ќе се имплементира. Исто така се најавува од март и покачување на минималната плата, која што исто така мора да кажеме дека има значително покачување во минатата година. Се достигна 18.000, сега најавите се за 20.000. Во изјава од пред некој ден кажавте дека околу 20.000 денари ќе изнесува минималната плата. Дали бизнес секторот, реалниот сектор ќе може да исплаќа вакви плати? Дали ќе се прават штелување на платите, извади од банкомат повратика и собствениците, или ќе се оди согласно законските прописи на санкционирање доколку има вакви појави? Исто и ова е систем. Новата методологија за минималната плата е системско решение со кое што имаме покачување на минималната плата секој март. На економско-социјалниот совет кој што го раководам како министерка за труд, каде што се синдикатите, работодавачите, се носи одлука за висината на минималната плата која што понатаму се објавува во Службен весник, и по објавувањето сите плати треба станува задолжителна, не смее да има плата пониска од минималната плата. И овде само ќе потсетам дека во 2017 година, кога СДСМ дојде на власт, минималната плата беше 9.000 денари, а меѓутоа не во сите сектори. Во трудоинтензивните сектори минималната плата беше 8.000 денари, значи се исплаќаше плата под законски утврдениот минимум за минимална плата. Денес на јануари 2023 година има минимална плата од 18.000 денари, дупло поголема, со тоа што согласно новата методологија во март очекуваме да биде над 20.000 денари. 20.200, 20.300, зависно од податоците кои што ќе ги добиеме од Заводот за Државниот завод за статистика за просекот на индексот на пораст на просечната плата за 2022 година. Тоа значи ќе растат и сите плати. Тоа значи дека ќе растат платите кај што во основицата на платата е утврдена минималната плата. Во јавната администрација, државната администрација, во Законот за државни службеници е утврдено дека основната плата, компонентата на основната плата сочинува минималната плата, и тоа значи дека ќе имаме пораст на сите плати во износ од 2.000 денари. Очекуваме да биде зголемувањето од 2.200 денари, меѓутоа да не прередуцираме, ќе видиме апсолутно на крајот од февруари ќе ни ги дадат податоците Државниот завод за статистика и ќе бидат објавено, меѓутоа да, тоа ќе значи покачување на платите секаде онаму каде што во основната плата, во основицата е ставено дека во таа основна компонента е минималната плата. Дали приватниот сектор ќе може да ги плаќа? Да, ќе може да ги плаќа затоа што мал дел од вработените во приватниот сектор земаат минимална плата. Тоа е затоа што немаме работна сила. Дефинитивно, состојбата на пазарот на труд е многу променета. Имаме поголема побарувачка за работна сила, отколку понуда на работна сила. Да, дел се заминаа во странство, во европските земји, па и преку океанските земји.
меѓутоа, она што е останато тука е многу помалку тоа што им треба на приватниот сектор. Ние и кога зголемивме минималната плата во март 2022 година, голем дел од работодавачите ја зголемија платата во своите фирми, во своите предпријатија многу повеќе од минималната плата. Затоа што секој работодавач сака да го задржи работникот. Особено добрите работници, и многу мал дел од работниците земаат минимална плата. Така да и во разговорите со Стопанската комора, во разговорите со Организацијата на работодавачите, нема да представува проблем ниту оваа покачување, затоа што решението за минималната плата, за новата методологија го донесовме сите заедно, синдикатот, работодавачите и владата, и сите се согласи, сите си планираат во своите буџети дека секоја година во март ќе се зголемува минималната плата согласно параметрите што се дадени во законот за минимална плата. Така да мислам дека нема да има проблем кај работодавачите. Добро е да расте минималната плата постојано. Со растот на минималната плата расте и просечната плата, што значи дека ќе имаме поголем процент на покачување и на пензиите. За следната година тоа влегува во параметерот, ќе значи повторно поголема минимална плата. Така да оваа се системски решенија кои што ги направивме, а кои што даваат резултат, односно повеќе приходи во семејствата кај работниците. Зошто досега тоа, до предминатата година не одеше со такво темпо порастот на платата? Имало пари, имало можност, меѓутоа дури опозицијата велеше дека не е природно да се покачуваат платите, дека ќе се случат негативни трендови во економијата. Како еве сега се случува тоа? Да, ќе кажеме дека сепак трошоците се многу големи, меѓутоа рековме се работи за системско решение кое што одговара на сите овие економски текови состојби. Која го донесовме во март 2000, во февруари ја донесовме уствари новата методологија, во март стапи на сила, ниту имавме појма дека ќе има војна во Украина, која што всушност ја донесе инфлацијата и изголемувањето на цената на енергенсите, на струјата, на нафтата, на бензинот. Значи, не ни предвидувавме дека ќе се соочиме со ние само што излеговме од ковид кризата. И од една влеговме во друга. Од ковид кризата влеговме во нова енергетска и во нова економска криза, ценовна криза, пораст на трошоците на живот. Тогаш кога ги носевме и кога разговаравме за методологијата, не знаевме дека ќе се случи ниту војната, ниту дека ќе имаме нова економска криза, и во разговорите со социјалните партнери, со работниците, со синдикатите и со работодавачите, сите се согласивме дека мора да имаме повисоки плати. Дека мора да се вреднува трудот на работниците. Од една страна се иселуваат младите, се иселуваат па и возрастните, се иселуваат во европските држави за да бараат подобар живот. Ако сакаме да ги задржиме овде, мораме да ја зголемиме платата. Меѓутоа, со зголемувањето на платата мораме да работиме и на зголемување на продуктивноста, за да може на секој работодавач да му се исплати покачувањето на платата. Никој работодавач нема да прави проблем на зголемувањето на платите ако имаме продуктивност од работниците. И затоа согласноста за зголемувањето и зошто тоа не било порано. Од 2017 наваму постојано расте минималната плата, затоа што како влада, социјалдемократска влада, која што се грижи за работниците, за еднаквост, за праведност, солидарност, се наши основни вредности. И тие наши основни вредности се проткаени во нашите политики. Ние политиките ги креираме токму врз основа на овие вредности. Популизмот во 12 години владење на ВМРО се покажа дека носат решенија само во предизбори за да соберат гласови. Ние велиме не, ние ќе градиме, ќе креираме политики постојано, затоа што не сме популисти, туку сме насочени кон системски решенија. За жал,
излеговме од 2017, 2019, 2020 со ковид кризата, 2 години бевме, кај што најголем дел од буџетот беше фокусиран кон здравствената состојба и во државата, значи справувањето со ковид кризата, отидоа голем дел од буџетот кон во време на ковид кризата, се справиме и успешно се справувавме со ковид кризата, излеговме од ковид кризата и се соочивме со нова економска. Има ли кондиција буџетот за сите овие додатоци, покачувања, трансфери по различен основ што ги добиваат граѓаните? Се што е предвидено како покачување, затоа и умешноста на администрацијата е да може се тоа што ни е предвидено како а го имаме во законската регулатива, да ни се случи во 23-та година мора да биде проектирано во буџетот. Нашиот буџет на Министерството за труд и социјална политика е најголем буџет во рамки на владата. Сите зголемувањето на пензиите, изплатата, редовното исплаќање на пензиите, редовното исплаќање на правата од социјална и детска заштита, процесот на деинституционализација, оние мали групни домови во кои што живеат лицата со попреченост, наместо во тие гломазните институции, проширувањето на ваквите услуги, услугите помош и нега во домот, што ги правиме преку Светска банка, меѓутоа во буџетот на Министерството за труд и социјална политика се предвидени исто така, предвидени се сите исплатата на платите на вработените во Министерството, сето она што ние како план за програма за 2023 година е проектирано во буџетот. Така да пензионерите да бидат мирни, има пари за пензии, стабилен е пензискиот фонд, имаме, значи, и за покачувањето во март, и за покачувањето во септември, односно согласувањето се предвидени средства, како и за сите редовна исплата на пензиите, редовна исплата на правата од социјална заштита, согласно новото покачување од 14, согласување од 14,2%. И буџетот на државата е стабилен, значи, министерот за финансии води сметка за трошењето на буџетите. Имаме сите министерства, голем дел од буџетите ни се наменети за капитални инвестиции, за градење на инфраструктурата во државата, зависно или транспорт, земјоделие, министерство, секој министерство си има програма за капитални инвестиции, така да имаме стабилен буџет, буџет кој што значи и раст на плати, и раст на пензии и повеќе приходи во семејството. Што е она како капитална инвестиција што ќе се реализира во Кавадарци, а е нели со поддршка од Министерството за труд и социјална политика? Ние имаме одлична соработка со единицата на локалната самоуправа, со општините, имаме одлична соработка и со градоначалникот и со општината Кавадарци, затоа што грижата на владата е за сите граѓани, за сите општини и согласно проектите кои што ги доставуваат општините, така ги даваме финансиски средства за капитални инвестиции во општините. Со општина Кавадарци започнавме, значи во вториот повик беа апликацијата од Кавадарци за помош и нега во домот. Тоа се финансиски средства кои што ги дава Министерството за труд и социјална политика. 12 милиони денари. Да, и она што и ова е системско решение, затоа што во моментот е преку грантот што го имаме од Светска банка, меѓутоа се проектирани во буџетот на Министерството за труд и социјална политика и тоа продолжува постојано да си нема да биде како проект 12 или 18 месеци, туку по истекот на овие 12-18 месеци Министерството за труд и социјална политика потпишува управен договор со општината и со провајдерот и од средствата на Министерството и понатаму ќе се апсолутно ќе се одвојуваат средства за помош и нега во домот и тоа е одлична мерка за нашата највозрасна категорија, наместо да ги сместуваме во домови, во сопствениот дом, во нивното огниште, да се добиваат помош и поддршка од асистент кој што ќе им помага во домашните обврски. Понатаму во програмата за капитални инвестиции за 23-та година е дневниот центар за деца со посебни потреби. Започнуваме со изградба на овој дневен центар, завршени се сите оние
папирологии што требаше да се направат од општината. Објектот беше во дејноста здравство под здравствен дом или болница Кавадарци, се изврши пренамени за да биде во дејноста социјална заштита. Завршено е ова, е дел од програмата за капитални инвестиции во дел областа на социјална заштита, што наскоро треба да оди на влада и понатаму почнуваме со процедурата за тендерирање, односно подпишување на договор, по отварање на тендер за да почне да изградбата на овој дневен центар. И секако едно од големите инвестиции, капитални инвестиции, за кое што разговараме и со Сдруженијето на пензионери во Кавадарци и со општината Кавадарци, изградбата на дом за стари лица, и верувам дека и овој капитален проект ќе се најде во програмата за 2023 година. Од големо значење за кавадарчани. Така, со оглед на тоа дека голем дел од младите се иселуваат, родителите остануваат сами, не можат на возраст сами, на некоја подмината возраст сами да се грижат за себе, така да домовите за стари лица е еден од приоритетите на владата и на Министерството за труд и социјална политика, затоа имаме и финансиски средства определено за тоа. Верувам дека многу скоро ќе ги осогласиме ставовите, ќе проектот кој што треба да биде подготвен согласно стандардите и нормативите за старски домови ќе биде направен, за да можеме и него да го означиме од почнувањето на градбата во 2023 година. Тоа се трите капитални за 2023 година, ако се навратам наназад, и детските градинки и проширувањето на офатот на децата во предучилишно образование. Тоа беше сето плод на успешна соработка на Министерството и општината. Само уште едно прашање, министерке, околу дневниот центар. Значи ли тоа дека ќе се прошири капацитетот на работа, услугите и квалитетот и квантитетот секако што ги добиваат корисниците, бидејќи сега во центарот сите возрасти се во една просторија? Така. Тоа ќе значи и изголемување на офатот на лица со попреченост кои што ќе им добиваат услуга за престојување во дневен центар, меѓутоа и најважно е квалитетот. Дневните центри за престој на лицата со попреченост, без разлика дали се возрастни или се деца, а особено за престој на деца до 26 годишна возраст, не треба да биде сватено како нешто кај што децата ќе се остават и нема да се работи со нив. Стручните тимови во ваквите центри мора да работат на професионална рехабилитација, мора да се работи со логопед, со дефектолог, со психолог, со социјален работник, за да можеме сите оние јаки страни што се кај децата, посебно кај децата со посебни потреби, да ги истакнеме и да можеме да ги направиме активни граѓани во нашето општество. Да можеме дел од нив да ги вклучиме и на пазарот на трудот, кога ќе дојде време кога ќе бидат способени. Секако професионалната рехабилитација е многу важна во процесот пред да ги вклучиме на пазарот на труд, меѓутоа и додека се на пазарот на труд да им нудиме подршка на лицата со попреченост, за да можат многу полесно да обстојат на пазарот на труд и работата со стручните лица. Значи, дефинитивно новиот центар, дневен центар за лица со попреченост, ќе биде еден модерен центар со прекрасни услови, значи не само квантитетот, туку и квалитетот ќе биде зголемен, ќе биде унапреден, а секако работиме и на јакнење на капацитетите и вештините на стручните лица кои што работат во ваквите дневни центри, за да можат во континуитет да ги јакнат своите вештини, а на тој начин да имат поуспешна работа со лицата кои што ги користат овие услуги. Министерке, благодарам што бевте наши гости. Имаме уште многу теми на кои што можеме да говориме, меѓутоа сепак она што беше актуелно во овој период опфативме. Ми беше задоволство што бевте наши гости. Ви благодарам на поканата. Навистина тоа е министерство кое што има огромен број надлежности и сега зборувавме за она што е најактуелно,
Меѓутоа, ова ми е прво гостување во вашата телевизија, се надевам и верувам дека нема да биде последно, така е, ќе со сите новини убаво е да се информираат и граѓаните на регионот кои што го гледаат, ја гледаат оваа телевизија и оваа емисија. Благодарам уште еднаш. И благодарам и вам. Почитувани, ви благодарам на одвоеното време и внимание. Имајте секое добро со програмата на ваша КТВ. До гледање.